27 март, светски ден на театарот кој ние вчера го прославивме со колективот на Театар Комедија, кој пак имаше повеќе причини за славење покрај оваа. Ретроспективата е следна. 27 премиери за 7 години постоење, голем број гостувања на издржавата и во странство, освојувајќи значајни фестивалски награди, а го носи епитетот театар со најголем број посетители. За светскиот ден на театарот и 7-миот роден ден на Театар Комедија зборувавме со директорот Саша Ристовски. Која е агендата за денеска? Која е представата и како ќе го прославите денот на театарот? Нормално пречекот на гледачите, на публиката. И многу ме радува што луѓето се купуваат билети, бидејќи станува збор за хуманитарен карактер. Потоа воведов една пракса каде што се надевам ќе прерасне во традиција, ќе доделам награди за актер, актерка и представа на годината, како и награда за животно дело. Тоа е моја желба и се надевам дека ќе премине така. Тоа е по не по сакање на директорот, туку по заслуга на работниците, односно на актерите. Ние сме актерите, работници на сцена. Сите оние кои што имаат и од машкиот ансамбл и од женскиот ансамбл најмногу одиграни представи, треба јавно да им одадеме признание за нивниот труд, за нивната капка пот. Тоа ќе го направам вечерва и се надевам ќе прерасне во традиција. И потоа следува представата Не сега драга, која слави една година живот на сцената на Театар Комедија. Дел од актерската постава ги фативме пред представа, а тие без проблем раскажаа по некоја анекдота и комична ситуација. Многу ситуации си имаат случајно. Не знам, еве на последната Чао пријатно ми текнува кога игравме со колегата Тино и Чао пријатно е направена така што секоја сцена на крај завршува со пиштол. Треба едниот од ликовите го става пиштолот и затвара како темата. И тераме, не знам, до сега 15 изведби секојаш имало пиштол во джеб, секојаш имало пиштол, секојаш го ставам. И не знам како се погодило, што се случило, не знам која изведба. Допирам во джебот, го немам пиштолот. И не знам што да направам и гледам колегата, ме гледа и сваќа дека немам и вика доле тие негде таму покажува, нешто друго видел, јас се вртам, нешто не може да видам. И не знаевме како да затвориме целата приказка. И на Тино утекне и вака само мине при пуф и заврши сцената. Не е некоја посебна анекдота, ама последна се случи така да на таа ми текнува. Анекдота конкретно сега да ми текне потешко, меѓутоа има една ситуација конкретно во оваа представа Не сега драга. Се возам во хотелска количка и јас сум натре скриена и еден од колегите, Тино Костадиновски, треба да ме вози и да ме крие за да не ме видат останатите и секој пат кога ми кажува да се смирам, удира врз количката со тоа што од мене стварно ме удира врз главата, пошто јас сум директно испод, како се вика, покривачот. И тоа е, например, за мене и смешно и непријатно во исто време, меѓутоа, да, мислам дека ќе го решиме до следната изведба, следната година. Тука на оваа сцена игравме представата Ли сестрата и јас имам едно задрачување многу брзо со една метла голема. Со рачка од џогери, доле метла има за вртеното на винте. И како што бев затрчен, на кај публика требаше да направам вака 2 пати силно. Арно, ама или некој го одвртил тоа, или се скрши во моментот, одлета и во трети ред погоди еден господин директ по глава. Има една интересна анекдота, случка, поврзана со Театар Комедија и со Драмски театар. Ние бевме во одреден период на сцената на Драмски театар, таму ги игравме нашите представи. Кога се префрливме тука на ова сцена, во ист ден се случи да имам 2 представи, една тука, една во Драмски театар. Тука беше Лет над Кукавичкото гнездо, ми се чини, или некоја друга представа, а во Драмски беше Еригон. И некој направил некој привид, заборавил дека играм во двете представи. Ја почнав представата тука, а се поклонив во Драмски. И председателскиот кандидат господинот Стево Пендаровски пристигна во Театар Комедија, каде го прослави светскиот ден на театарот заедно со преполната сала. На сцената се читаше светската порака за театарска уметност, беа доделени и признанија, а беше одиграни представата Не сега драга. Театар Комедија, да се множат и години и представи.